Значи денеска еден ден за одмор, релаксација и за паметење, може да се каже. Еден ден поминавме со вас во Глобочица. Фала ви од срце за вашата гостопремливост. Кажете ни колку често правите вакви тури, од каде идејата токму тука да се носат и токму со кајаци на ваква комбинирана тура, да речеме? Вака, најпрво благодарности до вас што не удостоивте со вашето присуство на овие тури. Само една мала исправка, ние финалната дестинација не беше во Глобочица, но трнавме целото Ташмаруниште, практично го веславме еден добар дел од Струшкиот Дримкол. Значи, тури ги правиме најмалку еднаш до два пати неделно, претежно за викендите, а идејата да се направи една ваква тура дојде од самата желба да се промовира овој дел на Струга, малку познат дел, иако патот фреквентен, нели магистралниот пат кој што поминува покрај ова убавина, сепак не може да се видат на овој начин како што ги видовме ние денеска. Идејата ни беше да го понудиме ова како еден дел, една пикантерија која што верувам дека многу луѓе не знаеа дека постојат, а од кога ние ја промовиравме, ја видоа преку 1400 кајакари. И сега предноку ни кажавте дека има 3 маршрути, да речам, различни по должина. Ова што денеска поминавме беше 12 или 10 км. Да, ова беше 10 км, средната рута од Ташмаруниште до селото Глобочица. Останатите се значи подолгата, она што е 19 км на излез од Струга, се впловува во реката Црндрим, на излез од Струга исто се весла до Глобочица, а најкратката, она што е нудиме и за помали кајакари, односно помлади кајакари, е од местноста Бигор до тука и во должина од 6 км. И сега зборуваме за кајакари, не секој пробал да вози кајак, нели, а сака да проба. Што во тој случај, значи дали мора некој да има барем пробано, дали може првиот опит да му биде тука? Па не, видовте и самите дека овие кајаци се во суштина аматерски кајаци и тоа беше нашата основна цел, следејќи го значи она платформа спорт за сите, сакавме да ја направиме кајак за сите, значи секој да може да учествува во оваа активност без претходно да има некакво искуство и затоа овие кајаци кои што ги видовте се во суштина аматерски кајаци кои што може да бидат веслани од било кого. Значи дури имаме и непливачи кои што се вклучени во оваа активност и во секој случај за нив се обезбедува и елек за безбедност и така натаму, но се доволно безбедни за да се одржат на вода и да немаме такви несакани инциденти. Има ли заинтересираност и од кого повеќе? Дали домашни, странски туристи? Па вака, минатата година на едно исто вакво новинарско прашање одговорив дека странците беа позаинтересирани. Предпоставувам затоа што на некој начин го испромовиравме во Република Македонија. Минатата година пак ги имавме домашните туристи како побројни, меѓутоа таа бројка е блиска, да кажем, но македонците минатата година беа малку побројни од странците. Така, секогаш е ваква тура со одмор тука за застанување, потоа враќање. Ние се адаптираме по желбите на туристите, односно на кајакарите. Некогаш само весламе, не застануваме воопшто, да ги видат од блиску убавините и заминуваме веднаш. Има тури каде што нудиме и домашно јадење во соработка со локалното население од селото Глобочица, од селото Ташмаруниште. Ги нудиме тие, да кажам, понуди, сметаме дека се навистина добри и сметаме дека будат интерес кај туристите. Не само спортска, ова тура можеме да кажеме дека е историска на некој начин, затоа што има доста историски податоци кои што ги презентирате при самата тура. Да, значи почнувајќи од селото Ташмаруниште, знаеме дека Илинденското востание единствено се подигнало во Ташмаруниште 1903 година, каде што учество зеле преку 140 востаници, во кои што покрај две чети од селото Ташмаруниште, имало уште две од селото Ложани и Драслајца, кои што се бореле нели против 10-кратно поголем турски аскер. Понатака по течението на реката Дрим во суштина го поминуваме оној свадбен пат на Јагулата,
кој што исто така интересен да се спомене. Секоја година јагулите одат да се мрестат во Саргатско море, поминувајќи илјадници километри, потоа се враќаат назад. Нели со изградбата на хидроцентралата тој пат е прекинат, меѓутоа се уште стои интересен како приказна. И уште една таква интересна пикантерија би било веслањето над потопеното село Глобочица, за практично пред кое се наоѓаме денес. Гледате тука кај знамето е практично потопена старата црква Свети Илија. Весламе над селото, кое што во 1964 година е потопено за потребите на изградбата на хидроцентралата Глобочица. И практично целото село се наоѓа во самата река, односно во сега акумулацијата на Глобочичкото езеро. Го посетуваме и новото село Глобочица и новиот возобновен манастир Свети Илија, кој што има интересна приказна. Олтарниот камен е изваден со норкачи од старата истоимена црква и поставен на влезот на